Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Имам чест и задоволство вечерва гостим во студиото да биде лидерот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицковски. Господине Мицковски, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Прв пат сте во мојата емисија, прв пат сте во оваа телевизија, да ви посакам добре дојде од собственикот Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски, човекот кој е голем љубител на Македонија, на македонската историја, кој се труди и обидува да направи нешто. Од него имате подарок една негова книга за македонската империја, која можеби како се случуваат работите, ова еден ден и да биде забранета, па можеби да биде вредноста крајно поголема. Така да повелете книгата. Бидејќи се знам лично со господинот Атанасовски, беше он кај мене во кабинетот во Централниот штаб на ВМРО ДПМН и во таа прилика ми ја подари оваа книга, но еве по втор пат ја добивам, така да нема никаков проблем. Сега ми направи клизечи од старт, добро, убаво, појма немав, бидејќи ја воопшто на сите гости им ја подарувам оваа книга. Кога се видовте со господинот Ѓорче? Па има неколку месеци. Неколку месеци? Да. Баш убаво. Што беше поводот да се видите? Па, бидејќи не знам. Јас како председател на ВМРО ДПМН, избран председател, нов председател на ВМРО ДПМН, господинот Ѓорѓи Атанасовски, истакнат стопанственик, македонец до Соединетите Американски држави, изрази желба да се видиме, да се запознаеме, дојде, поразговаравме за многу актуелни теми. Една од темите тогаш беа и актуелните политички случувања во Република Македонија, една пријателска едночасовна средба, прилика тоа беше. Очигледно дека нема многу комуникација ни со вас, ни со него, па еве и јас преку вас дознавам овдека јавно. Во ред, можеби во текот на емисијата може и нешто на таа тема и биве потпрашал. Имаме актуелност, Хрватска иде во финале. Да, да, Хрватска оди во финале и тоа ја користам оваа прилика на хрватските фудбалери, на граѓаните на Република Хрватска да им честитам за ова историско постигнување, историски успех што го направија. Тоа е сепак и гордост на сите останати балкански народи, да ете како еден балкански народ имаме представник на едно светско големо финале, поготово кога станува збор за фудбалот. Инаку председател на владата во Република Хрватска, господин Пленковиќ, КДЗ е наша сестринска партија, лично се познаваме, сме добри пријатели, така што еве честитки и до него. Убаво. Баш ми е мило, мислев онака да ве шалтам, очигледно добро ми парирате за сега. Окей, сакав да ја опуштам малце за да ве натерам што е можно повеќе, бидејќи ги гледам вашите интервјуа. Специфичен сте како личност и како политичар и не сте вообичаените оние подготвени како водопади, да знаат се во 15-20 минути кога ќе гостуваат во вести во 10-20 минути и така натаму. Имате некое друго темпо, претпоставувам дека е тоа научната кариера ве научила малце поинаку да ги образложувате вашите ставови. Баш ми е драго, имате неограничено овде време, но нема да бидете ништо попривилегиран од другите гости. Имам и пријатни, имам и непријатни прашања до вас. Имено, прво ќе ве прашам, атипичен сте како личност, не сте гласен, не сте човек кој лупа по маса, не сте кој повикува силно на некаков популизам, а се наоѓате на место на партија во едно исклучително време. Ме интересира лично како ви. Можевте ли да бирате? Се одлучивте ли, свесни ли бевте што се нафаќате и како се чувствувате сега во кожа како лидер на најголемата опозицијска партија? Чест и задоволство и привилегија да бидеме во сведоци на ова тешко време за нашата држава. А за мене поготово представува посебно чест и задоволство да бидам председател на ВМРО ДПМН, бидејќи ВМРО ДПМН е дел од една најпрвена организација која што се формирала многу одамна, па потоа прераснала во политичка партија. Се тоа на бреме историско кое што го носам позади себе е привилегијата на историското ВМРО ДПМН, но предизвиците кои што се во денешното време, но и она кое што следува допрва, не прават само да бидеме многу повнимателни и да бидеме горди на тоа бреме историско кое што го носиме со себе, но и да бараме солуции на сите оние предизвици кои што доаѓаат и кои што во суштина се присутни и денеска. Инаку, лично, како што кажавте, доаѓам од
образовната фела. Во партиската структура првите активизми беа некаде далечно до 94-95 година. За да го поминам оној дел член на Општинскиот комитет, дел од УМС претходно, потоа бев копредседател на партиска комисија за образование, потоа бев копредседател на партиска комисија за енергетика. Еден помал период помина во кабинетот на тогашниот председател на владата господинот Никола Груевски како негов советник, потоа бев генерален директор на АД Електрани на Македонија, бев дел од 3 извршни комитети на партијата, во еден извршен комитет бев и генерален секретар на партијата. И еве како што веќе тоа било, на крај бев избран за председател на ВМРО ДПМН пред нешто помалку од 7 месеци за време на Воландовскиот конгрес. Огромен предизвик, повторно ќе се вратам на почетокот на вашето прашање, но и чест и задоволство, се разбира. Денот како председател на ВМРО ДПМН навистина е динамичен, но она што помалку или повеќе ми недостасува во овој период беше поголемото внимание на студентите на факултетот и на семејството, се разбира. Но јас сум свесен за историскиот моментум во кој што се наоѓа Република Македонија. Јас сум свесен дека ВМРО ДПМН била и ќе остане на браникот на заштита на сите за националните и државните интереси, но и да ги превенира сите оние атаци, напади кои што и се случуваат на нашата татковина. Ние мора достоинствено да се носиме со тој предизвик. Мора достоинствено да ги совладуваме пречките кои што се пред нас, но и паралелно со нас. Така што, еве, да заклучам да со еден збор, со неколку зборови, да не биде само со еден збор, навистина представува гордост да се биде председател на ВМРО ДПМН и да се има такви соработници како што јас ги имам во моментот во партиската структура. Ај вака, малку понепријатно. Но морам да го поставам затоа што уште не е поминато ни година дена од како сте лидер на ВМРО ДПМН и допрва ќе треба вашиот кредибилитет како личност и како политичар да го потврдите. Она што најмногу се крши дека кога се очекуваше во овие бурни времиња дека ВМРО ДПМН ќе извади некој гласен, громогласен, кој ќе повикува на радикални идеи, бидејќи сметајќи дека во овој моменти потребно е радикално, излегува личност која поинаку работи. Ја го разбирам тоа, бидејќи имаме време каде што треба суптилност, каде што има, ја го разбирам лично, но многумина не го разбираат. Тоа се истумачи дека вие сте процес на еден дил помеѓу СДСМ и странските амбасади, токму да бидете вие тоа што сте, за да можат процесите кои сега се случуваат во еден глобален театар, кој ќе ни биде нам презентиран, во кој и ВМРО ДПМН е преку вас ќе учествува, за да ни се случи тоа што треба да ни се случи. Ме разбирате зашто ве прашам? Да, не. Во ред, тоа би го ставил во теоријата на заговори и ќе го прокоментирам. Иако наистина не само што е сулудо да го коментирам или да веруваме во такво нешто, но еве да посветам внимание бидејќи е дел од вашето прашање. Навистина не сум го слушнал ова, морам да признам. Иако се изнаслушав многу на работи. На социјалните мрежи ова. Ова изводок ова не е моја теорија, ова е од социјалните мрежи. Иако се изнаслушав многу теории на заговори, ме донел ово и ме донел оно, овој бил позади мене, оној бил позади мене. Животот ме научил да додам по потешкиот пат. И навистина секогаш во животот многу сум се трудил, многу сум работел и генерално сум успевал во она што сум го зацртал како цел. Без разлика дали станувало на планот на образованието, во мојата кариера во образованието, дали станувало на планот на експертизата и бизнисот кога сум работел на тој дел. Генерално тоа што сум го зацртувал, сум го стварувал со многу работа и со труд, така како своја задача и како предизвик го третирам и мое тоа председателствување со ВМРО ДПМН. Многу мудро и многу трпеливо треба да се изоди овој пат, затоа што предизвиците се големи. Јас знам дека овој пат нема да биде ниту лесен, нити да биде едноставен, напротив, ќе биде многу сложен и ќе изобилува со многу предизвици, но важно е тие предизвици да ги премостуваме и да дојдеме до крајната цел. Ако може би одговарав на вашето прашање во декември дали ја гледам крајната цел, ќе ви одговорев
па не знам, се уште можеби не ја гледам јасно. Но бидејќи сега сме јули, 7 месеци скоро потоа, можам да ви кажам дека јасно ја гледам таа крајна цел. Тоа го покажуваат и анкетите, тоа го покажуваат и средбите со граѓаните на терен, дека ВМРО-ДПМН цврсто стои на нозе повторно и дека ВМРО-ДПМН граби кон вистинската траекторија, тоа е до конечно рушење на оваа ненародна и национална власт која што во моментот за жал на Македонија и на граѓаните на Македонија ја води владата на Република Македонија. Но тој пат, повторно ќе кажам, нема да биде ниту лесен, ниту брз и ниту едноставен, со многу мудрост, со многу трпение и со многу голема и точна и прецизна антиципација на можните ризици кои што се пред нас, ние треба да приоѓаме, одејќи го овој пат. Тоа и го правиме, многу анализираме, многу мислиме, секогаш имаме неколку сценарија подготвени, така што радикализација во овој момент најмногу ќе одговараше на тие структури кои што не му посекуваат добро нити на ВМРО-ДПМН, нити на Република Македонија. Односно, они ќе беа најстрекни да се повтореше сценаријата од 27 април, кога сите оние реални аргументи, политички, правни, кои што ВМРО-ДПМН ги поседува, а кои што се однесуваат на ова капитулантско дело, кое што Зоран Заев и групата околу него и го направија на нивната татковина, ќе ни бидат одземени. Токму тоа ние го антиципиравме како можен ризик, а врз основа на сите оние информации, аргументи, факти кои што во тој момент пристига кај нас. Ние одлучивме тие да ги превенираме со една трпелива мудра акција, да ги искористиме сите демократски институционални средства кои што ни стојат на располагање, но исто така не ја заборавивме нити улицата како легитимно средство и начин на манифестирање незадоволство, бидејќи сепак ние сме парламентарна демократија и основно и загарантирано право на секој граѓанин кога не се сложува со некоја политика на владата да го изрази својот револт и еден од тие начини да го изрази својот револт покрај овие институционалните и демократски и улицата се разбира. Ние тоа го правиме веќе во неколку наврати во минатото. Еве ја користам оваа прилика да ги повикам сите оние граѓани кои што сакаат да ни се придружат и да го изразат својот револт против работењето на оваа влада на нашата татковина, да се придружат на нашиот протестен марш во Кавадарци во 13 часот во недела. Да ја кажеме едно громогласно не на владата, бидејќи гледаме дека она упорно се труди да ни каже да за прашања кои што се дел од ова капитулантско дело кој што го потпиша. Така што ги одмеруваме чекорите, внимателно приоѓаме, привршуваме со внатрешната реконструкција на партијата, некаде околу 80% од општинските комитети се избрани, остануваат уште отприлика 20% кои што ќе бидат формирани до крајот на овој месец. Реконструкција имаше и останатата структура на партијата, унијата на жени, унијата на млади сили, комисиите секако тука, голем број луѓе, експерти, професионалци, професори универзитетски, но и луѓе кои што се силно мотивирани ни се придружија во тие партиски комисии, во тек е изработката на програмата која што ВМРО-ДПМН ќе ја представи пред граѓаните, заедно со искуството кое што ќе го собереме на терен, бидејќи вие знаете, можете да подготвите најдобрата програма, доколку таа програма не може да даде соодветен одговор на реалните проблеми на граѓаните, тогаш вас чумува таа програма. Можете само со таа програма да се фалите дека представува едно солидно научно дело и ништо повеќе од тоа. Теоретски се разбира, ако таа нема практична апликација. Имено, воден од она што се вели минато, лично и професионално, дека не секогаш теоријата и праксата одат заедно, неопходни се овие средби со граѓаните кои што ги имаме на терен. Еве веќе од почетокот на оваа недела и дел од овие 1500 тимови започна активно да се среќаваат со граѓаните. Влечеме искуства, ги сондираме нивните реални потреби кои што ги имаат и тие реални потреби заедно со она кое што се вели работа на партиските комисии ќе формираат една синергија која што треба да биде преточена во новата изборна програма на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е современа, десна народна партија и ние мораме да бидеме луѓе кои што секогаш ќе застанат на браникот на одбрана на националните и државните интереси. Тоа е всушност основата зашто оваа партија е формирана, но методологијата и начинот кој што ние ќе го избереме како да ги одбраниме, тоа право ќе си го задржиме и тоа право останува само за структурата на ВМРО-ДПМН, се разбира и сите оние граѓани кои што ќе му се придржат на ВМРО-ДПМН, практикувајќи оваа методологија, бранејќи ги тие национални интереси на
на Република Македонија. Тоа е суштината која што ние како современа десна народна партија треба да ја практикуваме и во новите политики кои што ВМРО-ДПМН ќе ги практикува, дел од тие почнуваме да ги промовираме, но дел и доправо следуваат, така што еве да завршам овдека по ова прашање, мислам дека оној процес на реинкарнирање, односно катарза која што се случи внатре партиска, полека привршува и сега веќе треба да се очекува и конкретни акции. Тие акции ќе бидат благовремено. Анализиравте што ви се случи? Да, анализиравме што ни се случи генерално. Излековте ли заклучоци? Малце само да подсетам. Бевте најјака партија во историјата на Македонија. Имавте апсолутна власт. И тогаш ви се случи пржино, ви се случија работи, ви се случи што ви се случи и од една структура, од една организација со невидени размери, од една толкава поддршка, ВМРО падна, пропадна и едноставно исчезна. Не исчезна. Под наводници го велам, кога би го споредиле спрема тоа колку беше популарна, колку беше моќна, колку беше на власт, колку брзо дојде тој пад и каков беше тоа треснување, дали излековте заклучоци што ви се случи и како тоа повторно нема да ви се случи. Дозволете ми уште малку. По моја некоја перцепција, ја не сум политички новинар, повеќе сум како гледачите, ама малце поелоквентен. Па еве како ја разбирам целата работа. У моментот додека сите му се подсмеваа, Заев е ваков, Заев е таков, Заев е ова, Заев е она, Заев успеа да ја добие целата меѓународна поддршка да го направи тоа што го направи. ВМРО-ДПМН со тогашното раководство убедено дека рейтинзите се на нивна страна, народот е на нивна страна, народ излегуваше 3 месеци, протестираше, тоа беше ветар у едра, се случи што се случи. Заев е премиер на Република Македонија со апсолутна меѓународна поддршка, а ВМРО-ДПМН како феникс се враќа од пепел. Зошто таков пад? Дали ме интересира, донесовте некаков заклучок кој ќе може или ќе чекаме некоја историја понатаму каде што овие работи ќе треба да се анализираат? Не, видете, поддршката јас не би ја изедначил со тоа што Заев и го направи на Република Македонија и не треба да се изедначува. СДСМ секогаш кога победувал на парламентарните избори, победувал со голема лага. Така беше и на тој фамозен 15 септември, кога ветуваа чуда дека ќе се случуваат во Република Македонија. Се сеќавате на тие спектакуларни во наводници говори со многу убави зборови, со многу убави метафори, со ветувања кои што македонскиот граѓанин тогаш ги очекуваше од таа гарнитура на СДСМ. Дел од таа гарнитура се уште постои, со што ја би можел да заклучам дека се уште ние транзициони политичари не завршиле во политиката во Македонија. Се надевам дека многу скоро, со крајот на оваа влада, и тие транзициони политичари ќе заменат во историјата. Ветуваа по еден најмалку вработен од секое семејство, ветуваа по големи плати, пензии, здравство достапно за сите, болници и така натаму. И тогаш победија како што победија, но народот го виде сето тоа, го препозна и веќе на следните избори веднаш ја изгубија власт. Народот гласаше и застана позади ВМРО-ДПМН поради делата кои што ВМРО-ДПМН ги правеше во периодот од 2006 до 2016 година, тоест до 2017 година, бидејќи ќе потсетам дека и на изборите во декември 2016 година ВМРО-ДПМН и покрај целата она неконвенционална артилерија која што во тој момент ја користеше господин Зоран Заев, сепак победи за отприлика 20.000 гласали за 2+ пратеника визави Социјалдемократскиот сојуз. Истото ветување, истата таа голема лага, или да не речем подобро вака малски да се излезам на финта, дојде Зоран Заев ветувајќи живот за секого. Но еве 14 месеци потоа, откако Зоран Заев има апсолутната власт во Република Македонија и централна и локална, гледаме не само што не дојде живот, туку дојде пекол за граѓаните. И ова не го зборувам како претседател на ВМРО-ДПМН, ова го зборувам како граѓанин, како човек кој што на дневна основа комуницира со неговите соседи, роднини, пријатели, колеги. Еве денеска бев на бербер со колегите со кои што еве одам по планини, спортувам и така натаму. Нема човек кој што
се фали кој што вели мене ми е подобро и не гледам причина зошто од тие луѓе кои што на дневна основа јас комуницирам се стотици, би сакале мене да ми угодат и да ми кажат она што јас сакам да го слушнам, ако навистина тие живеат подобро. Па на крајот Добро, сакате да ми кажете у целиот муабет да излечам заклучок дека Зоран Заев успее една цела структура како ВМРО ДПМН на финта да ве зезне и да ве сруши и да дојде на власт? Не, он ја преложа целата држава. Тоа е најголемиот проблем. Он си ја преложа сопствената држава. Ама тој народ му поверува затоа што имаше широка меѓународна поддршка. Ама дали да се разбереме? Вие многу добро знаете и ве следев. Вие тргнавте низ Европа, идевте низ Америка. Зошто? Предпоставувам за да разрушениот интегритет кој го имаше партијата го вратите повторно. Затоа што знаете и сами дека веќе европските партии и дури и десно ориентирани кои ви беа сестрински партии, братски партии како и веќе тоа да се нарекува, веќе се оттргнуваа затоа што Груевски беше оцрнет како диктатор, вие бевте оцрнети ВМРО ДПМН како режим и не сака, немаше контакти. ВМРО ДПМН последните 2 години беше одбегнуван од европските партии и од било каква меѓународна поддршка. Овдека палеа и гасе. Па знаете што? Ако Зоран Заев успел се ова, Зоран Заев е супермен. Зоран Заев успел да ги прелаже цела меѓународна заедница, цело ВМРО ДПМН, сите албанци, сите македонци. Извинете, ама пиар му направивме на човеков невиден. Човекот тогаш има неверојатни способности. Малце мислам дека се разбираме, а ја ве разбирам дека мора да играте и вие во ракавици. ВМРО ДПМН мора да игра со странците. Странците се, за жал, голем фактор во тоа кој ќе биде овде на власт. И таа игра, ја затоа ве слушав многу внимателно. Радикално не, треба со памет. И сега, како да ја добиеш меѓународната поддршка, да ја одиграш она што они го бараат, а и да останеш фер и конкретен кон својот народ. Зоран Заев, по мојата обзервација, свати дека е тоа невозможно. И направи што направи, за да го направи договорот во Преспа, кој го поздрави цел свет, да го ова што се случи во НАТО и еве сега он како го анализира и владата како го анализираат успех, влегуваме во НАТО и почнуваат џурките низ цела Македонија. Ај вака од почетокот да тргнеме. Околу меѓународната поддршка, повторно ќе кажам, не треба да се доведе тоа под знак на равенство, бидејќи не е така. Ситуацијата која што и се случуваше на Македонија во тој период е сосема поинаква од тезата дека меѓународната заедница застанала позади Зоран Заев и Зоран Заев станал... Да, таков впечаток имаме, извинете. Впечатокот едно, но фактите се друго. Инаку јас сум го кажал тоа во минатото во многу наврати, веќе го повторам. Сега и тука нема никаква дилема, дека навистина можам да ги разберам сите оние граѓани кои што на тие избори и на предвремените парламентарни избори во 2016-та, но и оние локални од 2017-та, гласаа против ВМРО ДПМН. Сигурно имале добра причина чим го сториле сето тоа. А имаше страшен пиар дека... Но тие граѓани сигурно не гласале за ова што денеска им се случува. Односно им се случува 0% економија, им се случува странски инвестиции кои што веќе беа договорени си одат и оние малку кои што остана оваа влада ги прикажува како нивни, но тоа е добро. Барем кај дел кои што успеавме да ги донесеме ги задржат за да може да креират нови работни места. Нема реформи во образованието, нема реформи во социјалата, нема реформи во здравството. Апсолутно на секој чекор гледаме како бизнисмените кукаат поради тоа што нема слободен свеж капитал на пазарот. Просто не можат луѓето да го водат пристојно бизнисот. Гледаме криминали на секој чекор. Главен бизнис во државата стана купи камион да вози породници или по државните предпријатија или па купи по некој хектар земја и доби лиценца да садиш марихуана. И тоа најчесто е све контролирано, се разбира од семејството. Така што луѓето не само што се разочарани, Јанко, и не само што ние тоа го гледаме во нашите средби, во нашите соочувања со граѓаните или по анкетите. Тоа и се чувствува енергијата, многу лесно искусен човек може да ја препознае. Енергијата се спојува со луѓето. Инаку, дали имале поддршка и дали ние сме имале, логично е, јас како председател нов на ВМРО ДПМН, на најголемата опозициона партија, бога ми најголемата партија во Република Македонија, да се представам пред светот, односно пред оние релевантни институции кои што значат
за ВМРО-ДПМН, а тоа е пред Европската народна партија, да отидам на состанок кај председателот на Европската народна партија, да отидам во Соединетите американски држави, да отидам низ неколку центри во Европа, пријателски партии кои што се со ВМРО-ДПМН, сестрински партии, низ Балканот, бе во Словенија, Хрватска, Србија, Бугарија и така натаму. Периодов што следи, зашто да не отидам и во останатите соседи, Албанија, соседна Грција и така натаму. Така што не гледам зло во сето тоа и напротив мислам дека сето тоа треба да биде додадено. Ја него ни велам ни зло. Да. Напротив велам дека се занимавате Но, знаете, вие треба... со дидарство сега на една структура која е разрушена за жал. Не. Имавте страшна структура. Имавте страшен меѓународен и домашен углед кој за 2 години ви беше срушен. Структурата е подсврста од било кога и тоа ќе го докажеме. Се разбира во периодот кој што следува на следните, дали ќе бидат предвремени или редовни парламентарни избори, ќе видиме, ќе оставам времето да покаже, но ВМРО-ДПМН има јасна стратегија, има јасна методологија и јасна цел, а тоа е како да ја формира следната македонска влада. Тоа е суштината на политиката. На крајот од денот вие се бавите со политика, сте председател на политичка партија за да победите на избори, за да формирате влада. Не гледам зошто и не гледам како би можела и со што би се пофалила моменталната владеачка структура и да биде конкурентна на тие избори, сем се разбира да го зголеми степенот на насилство, но за тоа понатаму предпоставам во емисијата ќе зборуваме. Но нивните два јаки аргументи се договорот со Грција и решавањето со македонско-грчкиот збор и влезот и приемот во НАТО. Па еве можеме договорот од Преспа. Да. Еве анализирајте го. Сте го збореле многу, ама не е тоа јако алиби. И мислам дека не само што тоа ќе им биде Ахилова пета, него тоа ќе им биде и товар кој што дефинитивно ќе ги потоне во периодот кој што следува. Зошто? Вие рековте го поздрави целиот свет, еве, да се навратам го поздрави. И ние сме поздравиле многу договори кои што биле потпишани во светот без да знаеме нивната содржина. И добро е тоа. Луѓето имале проблеми, седнале на маса, ги договориле, потпишале договор и логично и куртоазно е и државнички е да поздравите таков договор. Кога луѓето се караат, седнале на маса, потпишале договор, вие го поздравувате. Но разликата кога поздравувате светски договори и овој договор е во тоа што вие со овој договор треба да живеете. Односно со последиците кои што овој договор ќе ги остави по вас како нација, како народ, како држава и така натаму. Ние сме длабоко уверени дека овој договор, така наречен договор, еве да го наречам, представува капитулантско дело со многу недостатоци кои што ги има и од правен и од политички аспект, а последиците допрва ќе дојдат. И тоа не го зборувам со гол наратив или теоретски, тоа можам и преку примери да го покажам понатаму. Иако сме го Што сметате најстрашно што може на македонецот да му се случи од овој договор? Па видете, најпрвин се превземаат обврски, еве ќе тргнеме со правните сегменти. Се превземаат... Да, господинот Николовски овде цела емисија го анализираше. Да, прилично. Ја би сакала, еве, излечете вие неколку вака, што највише сметате дека е? Видете, имате договор потпишан од министер кој што не се знае во име на кого го потпишува. Ево, од таму да тргне. Бидејќи никаде во договорот не пишува на која држава е тој министер. На втората страна е во договорот. Дури и со бројка. Со овој договор престануваат да важат сите претходно стекнати права кои што ние сме ги имале, кои што се дел од резолуцијата на Обединетите нации, на времената спогодба, на Хашката пресуда, која што беше претходно. Така што уште во преамбулата е тоа дефинирано, дека со потпишувањето на овој договор завршува целата таа приказна, што била во минатото, од сега како да почнува се тоа. Во многу нешто ќе речат го зачувал идентитетот, што не е точно, затоа што ние сега во моментот имаме и ќе имаме, доколку ова се разбира се операционализира, комплетно преименување на сите институции во Република Македонија. Ние нема веќе да имаме Македонска академија на науките и уметностите, него ќе имаме, не знам, Академија на науките и уметностите на Северна Македонија. Па видете го вие председателот на таа институција, кога беше овој процес во период на преговарање, јасно и гласно излезе и кажа дека промена на уставот, а со цел промена на уставното име ќе значи директна промена на идентитетот. За да тој човек потоа поплука тоа што го кажал и каже дека и не било толку страшно. Што значи и врвните институции, интелектуалната фела застанува на страна на овој договор? Не.
го губи својот интегритет и како луѓе, но и како врвни експерти и председатели на таква институција како што вие. Барем во моите очи, бидејќи ќе ми дозволите сепак на крајот од денот ние сме колеги и можам да имам различно мислење од тој човек. Не само што можам тоа мислење да го аргументирам, него и навистина за така краток период на такво видно место, таков човек да го промени во зависност од промената на ситуацијата своето мислење, наистина е во најмала рака непристојно. Еве, сето друго ќе го игнорирам како да не постоело. Во најмала рака е непристојно. И сето она кое што носи со себе применувањето на сите останати институции. Па вие го гледавте гордо премиерот како дава интервју за еден локален медиум кај што вели овде таблата ќе остане влада на Република Македонија, за да потоа неколку недели потоа излезе на пресконференција обкружен со неговите соработници од владата и каже дека ова ќе биде влада на Северна Република Македонија. Што ќе се случи со банкнотите? Предвидел ли некој какви ќе бидат фискалните импликации за? Но он тврди дека идентитетот ни е зацементиран, дека ќе останеме македонци, дека ќе остане македонскиот јазик, дека ќе остане македонската националност. Видете, ја не можам навистина да верувам на човек кој што се колнеше нити во дедовина, во татковина, па дури во многу наврати ја гледам и не престанува да ги меша и сопствените деца, па ја менува својата клетва, односно вели се колнам во ова, па потоа вели пупу не важи тоа, сега го сменив моето мислење. Ја навистина не можам да имам реална база за да можам да му верувам тоа што го кажува. Okay. Но настрана не му верувам. Ама гледате дека има една цел. Ќе направи све само да ја внесе Македонија во НАТО. А таа ја имате зацртани вие како ВМРО-ДПМН и сите партии во Македонија се унисони дека ние мора да влеземе во НАТО. Влезот во НАТО беше... Ова е морален хазард, вие што затоа не треба да се стави под знак на равенство. Бидејќи да можеше да се реши ова едноставно, ќе го решеше ВМРО-ДПМН изминативе 10 години. Така, тука се согласуваме. Сложен е проблемот. Не, малку ќе ви ја изменам тезата. Ајде изменете. Сега беше сакам моментумот... да кажам дека Заев ми се чини дека влезе во едно кое го нарекуваме лудило, но на било кој начин, по било која цена, да ја внесе Македонија во НАТО, бидејќи веќе немаше никакве опции. Видете, имате работи во животот кои што нема цена. Вие сега, знаете што вака да го поедноставам и да бидам малку по вулгарен, ако ми дозволите? Тоа е исто како сега да дојде мој многу близок пријател и мене да ме праша, види Христијан, еден совет барам од тебе, моја многу блиска пријателка ми вели, за да дојдам до онаа цел, имам две опции. Едната опција е да одам по овој пат и да го зочувам своето достоинство, но тој пат е многу потежок и треба можеби повеќе време, или да одам по овој краткиот пат, да го изгубам сопственото достоинство, да се проституирам и да дојдам до целта. Што ќе биде вашиот совет? Еве, јас ќе ви одговорам. Првиот ќе биде. Јас ги го советувал мојот пријател да ја советува неговата пријателка по првиот пат. По подолгиот, постабилниот и патот кој што ќе го сочува достоинството на неговата пријателка. Имаме ли друг пат? Видете, тоа доволно говори за карактерот на личноста. Океј, дали имаме тој долг пат кој сигурни сте? 20 и кусур години влече. Генерации влечат. Ме разбирате? 500-600 илјади си отидоа од тој статус кво. Која е идејата, како тогаш би се направило тоа што се направи? Не, 500-600 илјади си отидоа Јанко ради други причини, тоа е социоекономска причина. Па зборам дека социоекономската со влез во НАТО ќе почне мет и млеко да ни тече, инвестиции ќе дојдат. Тоа е уште една погрешна теза. Тоа е уште една погрешна теза која што денови се обидуваат да ја пласираат на македонската јавност, дека малтене следниот ден почнува мет и млеко да тече. Видете, ориентацијата на ВМРО-ДПМН уште од самите почетоци на незиното формирање била полноправно членство на НАТО, во НАТО алијансата и во Европската унија. И тука немало никој нити дилема, нити па некој некогаш го довел тоа под знак прашање. Но се разбира, повторно ќе ве вратам на претходниот мој одговор, тоа треба да биде со зачувано достоинство, а не со проституирање. Тоа е разликата. Ве прашувам, постои ли таков начин воопшто реален? Сега беше моментумот кога Македонија можеше да издействува многу подобар договор од овој кој што го направи Зоран Заев. И се разбира дека постои. Се разбира дека има таков начин. Се разбира дека ние можеме да го сочуваме нашето достоинство и да дојдеме до крајната цел. Инаку, ако дискутираме за иселувањето како што е сега,
никогаш не било поинтензивно тоа иселување. Сега имаме, па можам да ви кажам, и статистички, но и фактографски иселување на младите енормно и масовно. И тоа го докажуваат сите оние автобуси кои што секој ден тргнуваат од Република Македонија кон другите земји, побогатите земји во Европа. Проблемот со лошата социоекономска ситуација во државата, Јанко, не е договорот и не е НАТО или нешто друго. Проблемот е криминалната транзиција која што се случуваше на Република Македонија. Континуираното осиромашување на овој народ. Немањето реална државничка политика. Политичар не е професија. Со политиката треба да се занимаваат луѓе кои што направиле нешто во животот. Луѓе кои што имаат цел. Одлично. И луѓе кои што знаат како да стигнат до таа цел. Го обвинувате СДСМ за криминалната приватизација во 90-тите, така? Видете, имате не криминална, транзицискиот период. Извинете, изобилуваше со така. илјадници, Зошто стотици за илјади луѓе? 10 години од 2006 до падот на ВМРО, ништо не се направи за таа транзиција да добие праведно. Погледнете, само врз основа на прислушкувани вакви или онакви разговори, местени или неместени, вашите лидери пола членство врвот ви е на судење за криминал кој може ќе се докаже, може не, но во секој случај СДСМ го прави она што вие требавте да го направите 2006 година. 2006 година мислам дека правевте дил, зборам ВМРО ДПМН, дил за мир во куќа и со албанците и со СДСМ, да не се рчкаме, да не таласаме, ај ќе ја тераме работата и на сите им одговараше. ВМРО ДПМН 2006 година, Јанко, правеше дил со народот. И ВМРО ДПМН во 2006 година... Не ја исправивте криминалната транзиција. За 10 години можевте тоа да го направите. Погледнете, специјално јавно обвинителство, судења, така натаму и така натаму. Така се прави. Ке ми дозволите да го задржам правото да одговорам на прашањето. А одговорот на прашањето би бил во оваа насока. ВМРО ДПМН во 2006 година направи дил со народот и ВМРО ДПМН ги засука ракавите, наместо да се фокусира на монтирани политички случаи и да удри по народот, ВМРО ДПМН одлучи да донесе проекти во државата кои што ќе вработат најмалку 170.000 луѓе. Оние луѓе кои што ги изгубија своите работни места, оние луѓе кои што стана на улица за време на процесот на транзиција, 170.000 ново отворени работни места беа во тој период од 10 години. Јас нема да дискутирам што било во минатото, но јас би сакал повеќе да дискутирам исто така што ќе биде понатаму. Кој е планот кој што и се нуди на државата? Јас не знам како оваа држава можам да ја водам. Единствен начин е буквално да извршам предавство на све што постои и све што е македонско и да молам од надвор да ми стигне од небо да ми падне решение на сите мои проблеми. Вие не можете врз основа на тоа да темелите вашата политика и да бидете политичар, премиер, министер, директор во оваа влада кој што вели чекај сега, само што не сме влегле во НАТО, се ќе биде од утре мет и млеко. Не, вие треба да имате визија, треба да имате проекти, вие треба да сте иновативен. Еве, денеска читам дека во 2018-та за 27 места сме паднале на скалата на Светската организација за мерење на иновативност на државите. И постани сме у регионот. Албанија е пред нас, 83-та, ние сме 84-ти. 27 места сме паднале за една година. Вие ако не сте инвентивни и иновативни, вие не можете да водите и да се занимавате со политика. Вие не можете со гранапче да се занимавате. Ако мислите дека дај го тендерот на тате, бате, другарот од мало и дека на тој начин вие ќе имате поубав живот, а на сите останати животот ќе им станува пекол, не се води. Тоа е на краток рок. И ќе молите Бога, ајде сега еве готово од утре, јас ќе распродадам све што е околу мене, ќе ме викнат на 2-3 представи кај што ќе ми доделат награда дека сум бил најдржавник во Европа, најчесто регионални, каде што отприлика цената на статуетката е од 3 до 5.000 евра, и јас ќе мислам дека сум најдобар. Тоа е убаво вака од фотелите таму на Илинденска број 2, но реалноста е поинаква. Вие треба да седнете и да работите. Денеска гледав како хеликоптер на АРМ развезува од касарната до винарија во Централно-источна Македонија на ручек луѓе. Па на дневна основа ни стигаат сведочења на луѓе, на дневна основа ни стигаат документи од свиркачи кои што се разбира пред да ги објавиме, ќе треба да ги провериме дали е така во делот на сторен криминал што и се случува на државата. Безиденост, комплетна безиденост нас не се случува денеска.
Не беше тоа ветувано. Не беше тоа ветувано. Еве ќе се вратам и повторно на договорот кој што го споменавме. Па не гледам јас славење во Република Македонија. Гледате вие славење? Гледате полициите луѓево да се радуваат дека добро дело се направило? Гледате луѓево да се собираат во мало и да пеат песни дека еве во сабота започнуваат журки низ сите градови да се прослави приемот на Македонија во НАТО. Видете, тоа нема никаква врска со ова што го кажувам. Еве, ќе ви кажам пример. Ако договорот беше добар за Република Македонија, а беше лош за соседот наш Јужен, Република Грција, па тога сите оние закани кои што ги имаат тие здруженија кои што организираа протести во Грција до ден денеска ќе траеат таму и ќе беа дури и насилни во намера во која што они кога се загреваа го правеа тоа насилство, а не па сега. Се стиша, гледате во Грција некој да протестира против договорот? Затоа што луѓето се задоволни, затоа што луѓето ги заштитија нивните национални и државни интереси. Што се случи? Кај се проблемот? Што се случи на самитот на НАТО? Има една ништо, истото што се случи во 2008 година. Погледајте го заклучокот од 2008 и сега велат сменете, решете го проблемот со Грција, сменете го уставот, сменете го името, бидејќи сега тоа е, тогаш не беше, сега е тој условот. Нема тогаш, вели откако владата вика добивме покана за влез во НАТО. Сега треба да ги завршиме. Нека добиеме покана откако овој договор ќе се операционализира. Тоа е, заклучокот е исти како што беше во 2008-та, само што сега нашите позиции се распаднати. Не викам нарушени, распаднати. Ке треба време да се санираат овие позиции. Тоа е суштината, тоа е разликата меѓу 2008 и 2018. Нема никаква разлика од тие покани што ги имаше кога беше ВМРО ДПМН на власти и оваа сега? Никаква разлика. Нема суштинска се збориме, суштинска разлика нема никаква. Споредете 2008, споредете 2018-та, никаква разлика нема. Истото е и со отпочнувањето преговори, така нареченото со Европската унија. Добивме датум дека ќе добиеме датум. Односно до година во јуни ќе се направи ревизија на напредокот на Република Македонија по 4 клучни области, покрај условот за спорот со нашиот јужен сосед, и тогаш ќе ја разгледа можноста Европската комисија да види дали ќе додели датум кој што најрано може да почне декември 2019 година. Сакате да ми кажете, ние де факто сега додека не смениме име, устав и не спроведеме се оно што во Преспа го подпишавме, ние во НАТО нема да влеземе. Па, еве, прочитете го точно. Тоа е тоа и нема и еден од условите за добивање датум за почнување на преговори е тој. Ама не само тој, со Европската унија, туку и реформите во 4 клучни области. Значи, ние добивме двоен датум. Вака, кратко кажано, ние добивме двоен датум, едниот на пократок рок, другиот е на подолг рок до јуни. Многу е поделено општеството, новинарите, медиумите, сваќањата и народот на перцепцијата на оно што сега се случува. И договорот и НАТО. Едните дека со овој договор решивме проблем, симнавме од глава, блокада на Македонија, Македонија да напредува и така натаму. Од друга страна, вие тврдите дека апсолутно само ништо не се напредувало, а дека сме се ги нарушиле собствените позиции. Видете, најлесно е да го решите проблемот, да не плаќате дома сметки, да му го подарите станот на комшијата и супер, нема да плаќате сметки, сте го решиле проблемот. Станов е на комшијата од тој момент. И вие немате проблем, нема што да плаќате сметки од тој момент, он ќе ги плаќаме с тоа. До која ќе ве трпи да седите во станот, тоа е до комшијата. Може еден ден ќе ви избрка стан. Сега ако е тоа решавање на проблемот, добре е да се сложи. Ова е многу опасна аналогија што ја кажам. Не е опасна, тоа нас не се случува. Ако тоа е решавање на проблемот, видете, јас сум свесен дека сега доаѓа период кога ќе се измислуваат работи за мене, кои се прават конструкции. Ќе има разноразни притисоци, мешетарења, лево, десно, врз ВМРО, ДПМН и врз Христијан Мицкоски. Ние мораме да сватиме некои работи. Дека не може нештата на сила да се теркаат. Не може нешто што ветува Зоран Заев, што не може да го исполни 2 милиона луѓе да го плаќаат. Ве притискали меѓународната за да го прифатите? Не, немаме ние реално притисоци, ние имаме партнерски однос со меѓународната заедница и тука немаме никаква дилема, имаме аргументирање на различни позиции понекогаш и тоа е тоа. Немаме ние таков тип на притисок. Никој не може да ве притиска, Јанко, кога станува збор за ваше внатрешно прашање, кое што вие треба самите да си го решите. Нити па некој има право за такво нешто да се создаде перцепција дека целава игра е игра на кукли на конци од надвор
и дека многу малку е оставено на ние сами да решаваме. Зато и ве прашувам дали нели сте командани од почеток, нели? Дали имате притисоци, како меѓународната гледа бидејќи од мотивот и чистата цел. Јас сум го кажувал тоа во многу пати во минатото, мотивот и крајната цел е мојата команда. Но патот до таму мора да биде принципиелен, искрен и чесен. И сите што соработувале со мене ги знаат и моите карактерни особини, но и она моја команда, односно навигација која имаат. Каков е рейтингот на ВМРО-ДПМН? Која ќе ги објавите новите рейтинзи? Па сега ги мериме во јули, на кој имаме сериозна предност пред Социјалдемократскиот сојуз. Ова ќе биде интересно затоа што ќе биде многу значајно за наредниот дел од разговорот. Сега ќе ве замолам за една кратка пауза од 3-4 минути, а потоа ќе продолжиме, имам уште сериозни прашања до вас. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Несомнено е дека на татковината одавни е местото во НАТО алијансата, но само и единствено како Република Македонија и никако поинаку. Стратешката определба да бидеме на таа маса и во тоа друштво, македонскиот народ со децении се бори да ја оствари врз основа на своето универзално демократско право на самоопределување, а не со прифаќање на сите грчки уцени. Сосема очекувано е нашите меѓународни сојузници да го поздрават договорот за АЕФ Ципрас. За нив е најважно да ги решат крупните стратешки прашања без емоции за нашето најважно национално прашање. Доста го лажете и подценувате македонскиот народ. Пораката на генералниот секретар Јенс Столтенберг е јасна. Заев Димитров и Шекеринска бадијала се трудат да наметнат некаква еуфорија во обид да го оправдаат нивното велепредавство со некаков лажен триумф. Македонскиот народ не е наивен. На сите им е јасно дека само со сменето уставно име, преамбула и називите на сите државни институции, со прифаќање дека секој може да не нарекува северномакедонци, со ревидирана историја и учебници, со само откажување од нашите браќи и сестри од Егејска, Пиринска Македонија, Пустец, Мала Преспа, Голобрадо и Гора, со автозабрана да се користи древното сонце од Кутлеш, со срамното признание дека грците се единствени и ексклузивни наследници на Александар, може нашата земја да биде полноправна членка на НАТО алијансата. Ние треба да влеземе во НАТО без име и како народ, без историски корен. Нема потреба од лажен референдум, бараме избори. Сега е време да се создадат сите неопходни услови за фер и демократски предвремени парламентарни избори, на кои македонскиот народ ќе се ослободи од изродите кои за своето предавство ќе мора да се соочат со сопствената одговорност. Македонија била е и ќе остане Македонија, пишува во соопштението председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорđ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме.
Продолжуваме разговорот со господинот Христијан Мицовски, лидер на ВМРО ДПМН. Одиме со многу теми, вака доста бевме општи, иако мене брзо ми помина времето. Брзо прави интересно која се разговара. Не ми е пријатно, искрено да ви кажам, затоа што ја не знам што ќе им кажам, но барем ќе им оставам на моите деца. Еве, разговарав со Мицковски, утре ќе разговарам со Заев. Еве ви деца, зборев, прашав, ја толку можам у мојата борба да излечам за да донесам некои заклучоци, за да им кажам на децава останувајте овдека, борете се или пакувајте се, Јанко, идите еден совет од мене. Борбата за Македонија никогаш не престанува. А тоа го оставиле нашите предци како аманет. Господин Мицковски, како да ти кажам, 2012 кога ме пукна инфарктот и кога балдеса после едно 2-3 месеца со сите стравови кои ми се спласна, реков Господи, испремен сум. Стварно сум уморен. Ама веќе не можам, како да ти кажам, веќе не знам што можам добро веќе да направам. Дали ме разбирате дека веќе не осеќаме поле каде да... Еве, се јавуваат млади луѓе. Вика, што да правам бе? Абе, пакувам, идам, барем ќе направам плата, ќе пратам. Зошто се нашите во Австралија? Зошто се во Америка? Па ќе пратат 2 милиарди долари годишно плаќаат и го одржуваат буџетот на оваа земја. А зошто отишле? Затоа што овде не можат Може би да не се буџетот преранат. толку колку што е социјалниот мир на луѓето. Колку е процентот од таа разлика од GDP-то? Па не, солидно. Солидно Они е, се така, негде помеѓу кога- 7 и 10%, зависи од годината сега, не стално, али меѓу 7 и 10%. Тоа прилично добро ја Да, да. одржува земјата. Не се, ова сакав да ве прашам сега за сериозни ситуации. 27 април. Од една страна ве критикува дека многу лесно ги препуштивте луѓето кои се затворија и така натаму. Сега барате генерална амнестија за она што се случуваше на 27 април. СДСМ ве обвинува дека сакате да заштитите криминал, а тие луѓе што влегоа и така натаму се обвинети за државен тероризам. Да, еве, јас ќе се обидам повторно да ја повторам онаа моја теза. Тој ден, министерот за внатрешни работи вели, постои опасност од меѓуетнички конфликт. Има групи кои што се наоружуваат и кои што се наоружани и се подготвени да отпочнат меѓунационална и меѓуетничка војна. И сега никој не го прашува министерот, кој што патем речено, ако не се лажам сега и се уште заменик министер во МВР, не го прашуваат кои се тие луѓе, кој ги наоружал, со што се наоружале, дали постои опасност тие луѓе повторно да се наоружаат ако видат дека нешто не е како што треба, односно не е соодветно на нивниот интерес, да видиме кои се тие луѓе, да се даде одговор еднашка за секогаш. Втор моментум. Луѓето се осудени за обид за убиство од 10 до 13,5 години. Денеска гледаме повторно суди човек кој што се осуден за обид за убиство на министер, актуелен се уште тогаш, дента која вршеше Тодоров, да. 7,5 години. Добро. Втор моментум, имаме денеска пресуда покрај оној немил настан со на момче младо Саздо, имаме повторно жртва на... Бог да го прости. Бог да го прости, точно. Имаме повторно жртва на една таква пресметка улична, каде што на сторителите им се одредува мерка укор, односно зголемено внимание од социјален работник, а другиот е осуден да оди во малолетнички дом од 2 до 5 години, не знам Ама како. тоа се малолетни. Како? Видете, тоа е обид за убиство. Обид за убиство. Овде имаме 13,5 години, па имаме Ацо Јаневски, тоа што е татко на 5 деца. Малолетни, исто така. Очигледна е намерата на тие кои што го организирале, инструирале се тоа, дека тоа представува исклучиво политички случај. И логично е ние, како десна народна партија, да се ставиме во кожата на тие граѓани. Тие влегле затоа што во тој момент мислеле дека ја бранат Република Македонија. Ацо Јаневски, јас го гледав, Александар Јаневски, како ги брани, ги двои демонстрантите од пратениците на СДСМ. Тој доби човек 13,5 години. 13,5 години.
Каде е случајот Монструм? Владко Ѓорчев го бранеше Заев, ама ништо не е осуден. Каде е случајот Монструм? Каде е случајот Монструм? Кај се овие луѓе? Се шетат слободно, на повторно судење се. Имаме убиство во Охрид кое што се случи. Тој што го направил тоа убиство лежи 6 години. И не може никој да ме разубеди во спротивното дека ова не е политички монтиран случај. И вие кога го монтирате политички случајот, тогаш вие морате да барате политичка одлука за разрешница на тој случај. Како ќе постапите? Можете ли... Ќе побарам од партиските органи, како што тоа го најавив, од извршниот, од Централниот комитет, од пратеничката група, од правната комисија да изготват предлог закон за амнестија на сите луѓе што се опфатени со овој случај и истиот ќе го доставиме до собранието на Република Македонија. И тука ја користам оваа прилика уште еднаш да отстранам една небулоза која што е дел од овој спектар на измислици, критики, напади, инсинуации кои што се случуваат во Кристијан Мицкоски и ВМРО ДПМН во изминатиот период, е дека овој настан и овој закон за амнестија кој што се однесува на сите оние луѓе кои што се опфатени со случувањето од 27 април е услов за формирање на Државната изборна комисија. Не е така. Тоа е само инсинуација, односно, како да го наречам, конструкција од страна на оние луѓе кои што себе си се нарекуваат новинарски пера, да можат да без непринципиелно ме нападнат мене и го нападнат ВМРО ДПМН, затоа што прекосиме на процесот на ова капитулантско дело што го направија двојца Заев Димитров, подружани нормално од соработниците во владата. Сега, го спомнавте ДИК. Спомнавте нешто, не знам сега дали ќе идеме сега или подоцна, спомнавте формирање на ДИК. Обично, нели, Државната изборна комисија, лидер треба да биде од опозицијата, барем така беше предходно кога ВМРО беше на власт. Не, така се како е сега го вративме стариот модел од 2014 година кога председател на Државната изборна комисија беше на предлог на опозицијата, а мнозинството во Државната изборна комисија го сочинуваше владата. Тој модел го вративме. Добро. Имаше конкурс, доснеше тој конкурс од оправдани причини, но и некои објективни и субјективни кои што сега не би ги коментирал, кои што не се однесуваат на опозицијата, туку се однесуваат директно на мнозинството во парламентот и ова сум подготвен да го аргументирам фактографски со дати, не вака со гол наратив, но не смееме да го третираме ДИК како изолиран случај. Тоа беше еден поголем пакет. А како беше пакетот? Во март месец, на тие разговори кои што беа водени од страна на опозицијата, ВМРО ДПМН и владеачкото мнозинство, представувано од СДСМ, односно од премиерот Зоран Заев, ние договоривме неколку етапи гантограмски да се реализираат. Првата беше да учествуваме во изработката на така наречените реформски закони и повторно ќе кажам, да не беше ВМРО ДПМН, немаше ни да бидат Р од реформски, бидејќи тоа како што беше предложено, односно кое што беше ставено на маса и го нарекува реформски закон, најмалку е реформски закон. Најмалку е реформски закон. Учествувавме како ВМРО ДПМН, можеме да кажеме, успеавме нешто да подобриме во квалитетот на тие законски решенија. Се вративме во парламентот, ги поддржавме, бидејќи тие се системски законски решенија, со 2/3 ги поддржавме тогаш во парламентот, ние како ВМРО ДПМН. Го завршивме процесот на Жан Моне, односно процесот на диалог внатре помеѓу парламентарните партии во рамките на парламентот на Република Македонија, кој што заврши со средби помеѓу политичките партии во Охрид во мај месец. Почетокот на јуни, крајот на мај месец. Буквално во целиот овој процес се што требаше, а што го договоривме тогаш да се однесува на ВМРО ДПМН, го поддржавме во име на интеграцијата во Европската унија, во име на почетокот на преговорите за приклучување, во име на тоа да добиеме препорака, односно да добиеме позитивна препорака од страна на Европската комисија за отпочнување на преговори со Европската унија, со што уште еднаш покажавме дека ВМРО ДПМН е целосно фокусирано на таа агенда и дека нема друга скриена агенда. Напротив, многу чисто отворено пристапуваме на тој проблем. Но демантот стигна веднаш од Греко, каде што за прв пат од кога Македонија е дел од таа организација, мислам дека 2000 година, добивме негативен извештај, односно незадоволително ниво на реформи во судството, со фокус на превенирање на корупција помеѓу политичарите, институциите и судиите и обвинителите.
Прв пат добивам. И никој не сноси одговорност. Добро. Никој тоа не го коментира. Добро. Само да завршам. За да ви кажам гантограмски како се одвива. Ето, Добро. тоа беше првата фаза, втората фаза беше да се донесе Законот за финансирање на политички партии, заклучно со казнените одредби кои што би се усогласиле со кривичниот законник, плюс Законот за влада што би значело заедно ова сума сумарум фер избори. Ние бараме следните избори дали ќе бидат редовни или предвремени да бидат фер. Тоа бараме. Ако се донесат овие два закони, на одреден начин, тоа нас ни гарантира фер избори. Па видете, ние на локалните избори имавме градоначалници кои што добиваа пиштоли, цевки во слепочници, беа претресувани, а од друга страна имаме докази дека луѓе со криминално минато се превезувани со полициски возила. И сега, вие зборувате за фер терен за избори? Не. Носењето на овие два закона подразбира фер терен за избори е како после наалка од овој гантограм на активности што го предвидовме беше изборот на Државната изборна комисија. Нашиот став е и повторно ќе кажам, во ниту еден момент не е споменат амнестијата нити за случаевите од специјалното јавно обвинителство, нити за 27 април, ништо. Значи не ги уценувате тоа со тоа. Тоа е дел од оној фолклор кој што се обидува да го представи ВМРО ДПМН дека еве ние се пазариме со амнестија за криминалот, а со таа амнестија фактички тргуваме со државните, односно сакаме да спречиме Македонија да биде дел од. Не, еве ова е. Бараме фер демократски избори. Фолклорните ноти лесно стигаат до уши. Верувајте и до мене стига. И благодарам за објаснувањето, затоа што бараме чисти избори да имаме. Затоа што најголемиот гнев е дека има некаква синергија меѓу вас, се прават некакви заткулисни договори и дека токму ова се случува што се случува. Вие овдека со јасно, гласно, лично како Христијан Мицковски под полна морална и етичка одговорност тврдите дека такви работи не се случуваат. Какво се извинува како на суд, ама моје да ве прашам затоа што ја после директно се соочувам за разлика од другите новинари, ја директно се случувам со судот на јавност. Овие два закона ќе му гарантираат на македонецот дека ќе гласа за под слободно, фер и демократски за оној кој што мисли дека во тој момент нуди подобра политичка понуда на следните предвремени или редовни парламентарни избори. До сега не беше така? Па еве на локалните избори видовте што се случи. И вие кога погледате извештајот од ОПСИ од останатите мониторинг институции, ќе видите дека тоа е далеку полош од изборите во 2016 година, дури и од оние од 2014 година. И ние не бараме ништо повеќе во Законот за влада, не бараме ништо повеќе нити помалку, освен она што беше го имаше Социјалдемократскиот сојуз за време на парламентарните избори во 2016 сезона година. И еве подготвени сме да прифатиме да нема технички премиер, нека остане истиот премиер пошто му е мерак да биде премиер. Еве и за време на изборите нека остане премиер. Еве тоа го. Нема да го барате повикувањето како што Груевски, како што беше по законот, дека 3 месеци пред избори треба да се повлече или не знам колку. Ако е тоа проблем, еве и тоа нема да го бараме. Другото кое што беше дел да обезбедиме фер колку толку за да можат граѓаните на Македонија да гласаат за онаа политичка опција која што навистина ќе оцена дека има решенија за нивните проблеми, кој што ќе има подобра политичка понуда, а не оној кој што ќе ги притисне уцени за работно место или оној кој што ќе им дојде дома и ќе им се закани со дека од другиот ден не знам ова или она ќе им се случи. Тоа се случуваше на локалните избори. Тоа се случуваше. И локалните избори беа и како и претходните, имаше многу негативен пиар против ВМРО ДПМН, многу од народот беше убеден дека сте криминалци, дека сте режим, дека крадете, Јанко, дека фамилијата... Еве, ќе се вратам на... И тоа и беше... сега фамилијата, не фамилијата. Еве, јас го кажав тоа. И реков многу јасно и гласно. Граѓаните на Македонија, кои што не гласаа за ВМРО ДПМН, односно гласаа против ВМРО ДПМН, ќе повторам, има сигурно голема причина зошто тоа го направија. И еве тоа било. Сега истите грешки треба да ги правиме и да ги усовршуваме да бидат полоши. А ние треба да креираме подобро општество, подобра држава. Еве, нека е така, нека било, а не е така. А не е така. Еве погледајте ги извештаите, ќе видите дека не е така. И ја ги разбирам. Но тие луѓе не гласаа за ова што денеска им се случува. Тие не живеат подобро. Тие немаат поголеми плати. Тие не живеат поквалитетно.
Тие не одат поквалитетно на одмор, тие не одат поквалитетно на зимување. Тие не може да си дозволат граѓаните на Македонија поквалитетен живот за нивните семејства. Напротив, зошто не идете на избори? Зошто не идете на предвремени Па избори? ние ги побаравме тие предвремени избори парламентарни и рековме дајте да создадеме услови, да направиме техничка влада по истиот принцип што го имавте вие во декември 2016, да се извинам по втор пат погрешив, и да одиме на избори. Не, никој не рече дека нема да одиме на избори. Напротив. Сега ако ме прашувате зошто барате со претседателските прв круг, ако е тоа прашањето, Не, прашувам како ви е планот, не знам како ви е планот. Не. Дали ќе се иде на побарав- редовни, предвремени, дали заедно со Ние председателски, сме подготвени дали веднаш да има чекаме избори. пред референдум, по референдум, што ви е планот и што ќе направите? ние сме Тоа ме подготвени интересира. веднаш, ајде да го усвоиме законот за влада, законот за финансирање на политички партии, утре дента да идеме на избори. Утре дента да идеме на избори. Веднаш да го усвоиме тие две работи, утре дента да почне процесот за предвремени парламентарни избори. Јас на 2 јуни на оној голем народен собир кој што беше пред владата на Република Македонија побарав предвремени парламентарни избори заедно со првиот круг претседателски избори. И можеби Тоа е не бев доволно јасен. 19 мај. Редовно. Не, тоа е крајот на март, почеток на април. А така, се извинувам. И можеби не бев доволно јасен, но на еден таков собир вие упатувате порака, не методологија како ќе стигнете до таа цел. Затоа се овие емисии за да можете да објасните методологијата. Сега која е таа методологија? Јас бев доволно и како човек воспитан да не зборувам она што ние ќе се договориме под Chatham House Rules, односно тоа што се зборува на масата да не излезе од масата. Така се договоривме. Зошто? Затоа што на тие преговори кои што ги има опозицијата и владата, договоривме да изборниот законник започне да се отвара во јуни, што не се случи, да се затвори септември-октомври со усвојување на изборниот законник во собранието, потоа да се формира техничка влада по принципот на онаа влада која што беше во декември 2016 година, а тоа е 100 дена пред избори. И ако од ноември додадете 100 дена, ќе видите дека тие 100 дена се негде таму крајот на февруари, почетокот на март. И сега малку би било смешно и некоректно кон граѓаните на Република Македонија да вие кон крајот на април, почетокот на март правите предвремени парламентарни избори, а веќе на крајот на март, почеток на април правите претседателски. И логично е да вие ги споите и речете со првиот круг претседателски избори ајде да направиме предвремени парламентарни. Тоа беше мојата цел. Иако видов дека бијат шега од определени соработници на Зоран Заев со ова, и некултурно го злоупотребуваат пред јавноста. Сакајки да со иронија ме смеат дека еве ако е подготвен сега веднаш да има избори. Да, еве подготвени сме ВМРО ДПМН, сега веднаш нека има избори, дајте да ги донесеме вие два закона, да ја формираме државната изборна комисија и веднаш да го распуштиме парламентот да идеме на избори. Повикувате и спремни сте уште утре да идете на избори. Носењето на овие два закона ќе подразбира фер услови за игра, бидејќи ако не се донесат, ние немаме фери. Еве, ви кажувам што се случуваше. Готово, све ми е јасно. Ајде да ги усвоиме, другиот ден да идеме на избори. Имате јасна стратегија, ако имате утре избори, како ќе идете, што ќе идете, кој ќе биде, што ќе биде. На почеток на разговоров ми рече, многу ни е јасно и сме подготвени што ќе биде и каква ќе биде новата влада на Република Македонија. Апсолутно, ја гледаме јасно целта, одиме кон таа цел, ви реков, не очекувам дека тој пат ќе биде нити краток, ниту едноставен. Напротив, ќе биде можеби подолг, тоа не зависи сепак од нас. Ние треба да се стремиме што пократок да биде, односно да го оптимираме тој пат. И нема да биде едноставен, ќе биде сложен. Се чувствувате спремен да бидете премиер иден на Република Македонија? Апсолутно. Се чувствувам подготвен, Јанко, да одговорам на предизвикот кој што во моментот ме мотивира да бидам претседател на ВМРО ДПМН, да го водам ВМРО ДПМН во таа изборна кампања, а понатаму да бидам претседател на владата на Република Македонија. Знаете зашто? Затоа што чувствувам дека тоа е историскиот момент да оставам нешто за сопствената држава и за сопствениот народ. Затоа што на тој начин вие можете да одговорите на сите оние предизвици за кои што сте критикувале кога сте седеле од другата страна на екранот. За сите оние непроспиени ноќи, за сите оние посети кои што ги имате во општинските комитети, за сите оние ракувања, прегрнувања кои што ги имате со граѓаните на Република Македонија, за сите оние тажни погледи кои што ги истрекјавате полициите, за сите оние разочарани родители со граѓани кои што ги имате.
Само на тој начин вие можете да одговорите и да видите дали ќе имате историска улога или ќе завршите на маргините на буништето. Тоа е суштината. Затоа сум подготвен. Тоа е мојот животен предизвик. Ѓорѓе Иванов, И подготвен сум, извинете, за тоа да работам. Повелете. Подготвен сум за тоа да работам. А граѓаните нека судат. И подготвен сум да сносам било каква одговорност ако не успеам во таа своја цел. Вака, ја одамна калкулирам со некои работи, не сум аналитичар, нити до мене стигнуваат пробни балони, па шо на ум, то на друм. Затоа и емисијава Јади Бурек и јас сум тоа што сум. Видов што направи Доналд Трамп со Америка. Иако како председател има извршна власт, се прашувам дали може би е време во Македонија ние да имаме некаков Доналд Трамп верзија, која може би ќе направи една разлика. Знаете што ми беше интересно? Доналд Трамп беше исмеван, подсмеван, ваков е, онаков е, ова е, она е, па еве направи големи промени во американското општество и то во најпозитивна смисла. Рекордно ниска невработеност, отварање нови работни Американската места. економија доживува ренесанс од како председател Трамп победи. Ја лично, Јанко, имав можност овогодинишниот молитвен појадок од прилично од мала близина да го гледам, што се вели бевме многу блиску, имаше фантастичен говор. Значи фантастичен говор имаше човекот. И навистина пленеше и воодушевуваше и со харизмата, но и начинот на кој што сето тоа го презентираше пред сите тие таму присутни кои што беа. Така што логично е дека вашите политички противници и оние злобници ќе се обидат да ве омаловажат, да ве понижат, да ве навредат, ќе измислуваат, ќе инсинуираат, ќе ве деградираат. Но важна е целта. Човекот имаше цел како да ја направи Америка голема повторна. Така ние имаме цел Македонија да победи. Ама разликата, вие сте научник. Ѓорѓе Иванов е научник. Доналд Трамп е бизнисмен, менаџер. Се прашувам, нели е можеби време ние некој тежок менаџер кој менаџирал успех да го внесеме во политика. Еве, алудирам, ако ништо друго, на мојот газда. Успешен бизнис, тешки милиони прави во Америка, фабрики, ова, она, ваму, таму. Најверојатно има амбиции, предпоставувам дека и се сретнал и за ова сте разговарале. Имате ли визија со кој ќе ви биде председателски кандидат? Нели сметате дека можеби, ако не е Ѓорѓ Атанасовски, кој е успешен бизнисмен и мене ми наликува на некоја македонска верзија на Трамп, дека може би таква некоја личност нам не треба. Видите, Трамп не победи затоа што е успешен бизнисмен. Он е филантроп, бизнисмен, Да, ма го много... поддржа републиканците, така е. Има многу работи кои што он ги имаше како навигација за да дојде до ова, покрај енормно големиот свој интелект и капацитет што ги има како човек. Има една исто максима која што вели state is not a company, односно државата не е компанија. И од социолошки аспект, ако тоа го анализирате, силна порака. Ако ме разбирате, што сакам да кажам. Државата не е компанија. Да, убаво е да вие поседувате технократија, да имате технократски способности, менаџерски способности и слично. Тоа е еден сегмент. И ги реши многу проблеми. Во целиот овој фолклор. Ама таков беше и Коце Трајанов. Зошто толку беше успешен како градоначелник? Не велам дека не може... Беше... Не ме разбирате. Не велам дека не може он да биде успешен бизнисмен, да биде успешен државник. Не велам дека каратиста не може да биде, или не знам, професор, или, ајде да ми простат другиве, адвокат, или, не знам, економист, силен, дека не може да биде добар државник. Но тоа не е работа на професија. Тоа е работа на сосема поинаква навигација. Затоа велам од социолошки аспект треба да се гледаат работи. Вие имате структура и секоја држава си има различни специфики. Ви имате систем кој што функционира. Кај нас имаме систем кој што не функционира. Ние токму за тоа зборуваме, ако се вратиме на едно од вашите прашања на вечерва на емисијата. Имаме систем кој не ни функционира. Да имаме ние идеален систем, тогаш да, секој ќе има шансата. Не може политичарот да е професија. Не може. Како се вашите колеги кои се влечкаат 20-30 години исклучиво како политичари кои немаат еден ден
работа, кои не виделе што значи плата да чекаш, што значи да споделиш и така натаму, а тие луѓе треба, мислам, и вие влечете такво бреме. И заедно влече и сите партии во Македонија. Токму така, и во животот треба да се знае кога е доста. Така што, Јанко, ако ја гледаме вака целокупната ситуација која што денеска ни се случува, ние мораме да бидеме свесни за предизвиците кои што допрва предстојат пред Република Македонија. Оти работава нема да заврши тука нити денес и нити ВМРО ДПМН утре, пошто почнавме со изборите, ќе ги издействуваат тие предвремени парламентарни избори, можеби ќе бидат, можеби нема да бидат. Сето тоа има таа неравенка многу непознати во самата себе. Но важно е да имате цел, да сте мотивирани, да имате национална свест и да знаете дека ако сте се нафателе со оваа работа, вашата единствена задача е како да успеете да ги заштитите националните и државните интереси во татковината во која што живеете. Тоа е суштината и тоа треба да е ваш мотив. И сега што ќе ни треба? Ќе ни треба, по ваша идеја, ќе ни треба човек повторно како Иванов или ќе ни треба некој предприемач со предприемачки дух или нешто сосема трето? Се уште немаме разговарано, нити па размислувано во внатре-партиската структура. И ова не го кажувам сега како политичар за да го одбегнам вашето прашање. Не го одбегнувате. Јасно ми е мене дека не сте разговарале. Отворено и искрено. Ме интересира вашето мислење, ме интересира што инстинктот тебе ти избор, што на Македонија и треба. Еве вие се сметате дека во овој момент човек како вас може да биде премиер. Што инстинктот ви говори дека на Македонија и треба како председател? И треба председател, вистински татко на нацијата, човек кога и е потребна на нацијата, на народот, на граѓаните, ќе застане во нивна одбрана, човек кој што ќе биде повеќе државник, помалку политичар, човек кој што ќе биде голем хуманист, човек кој што ќе има национална свест, да знае од каде потекнува, од каде припаѓа и за што се борел во животот. Човек кој што ќе има јасна визија како Македонија треба да се развива во рамките на неговите ингеренции, се разбира. Човек кој што ќе има одлична комуникација, се разбира, со меѓународната заедница, бидејќи он ја споделува политичката одговорност заедно со владата од аспект на меѓународната политика, иако во случајот како што гледаме дека председателот Иванов комплетно беше бајпасиран и исклучен од процесот кој што го водеше Зоран Заев и Димитров во делот на преговорите, поготово договарањето и све што следува понатаму. Така што, еве, отприлика кажав десетина атрибути кои што треба, иако можам да кажам уште 10. Сосема доволно. Има неколку предизвици пред кои стои Македонија. Иако не сте на позиција кај што можете да одлучувате, но можете на терен да направите огромна разлика. Една од најголемите фобии на македонскиот народ, не само на македонскиот народ, на Европа, е мигрантската криза. Големи афери се случуваат во моментов, on a daily basis, се градат кампови, демант нема кампови. Па навистина нема кампови. Па ова ќе се случи, она ќе се случи. Мигрантската криза е дамоклов мач над Европа. Европа, како и секогаш, не сака да си ги решава проблемите во собствениот двор, затоа што во суштина тоа е и главниот проблем, и тоа беше главната тема на последниот состанок на Советот, на Европскиот совет, кој што се случуваше, и на Европската комисија претходно. И навистина тоа е сериозен предизвик пред кој што ќе биде исправена Европа. Истото се случува и кај нас во Македонија. Гледаме какафонија во соопштувањето на информациите од страна на владата. Има, па нема, па излегува премиерот, има, министерката за труд и социјала нема да има, па излегува директорот на Бирото за јавна безбедност, ке има, ама тоа е ради ова. Фактот е едно. Фатени се во лага. Македонија, односно прифатилиштето за странци, така наречен мини мигрантски камп ќе се гради таму каде што ќе се гради, мислам дека беше во Бардовци, во Избегово, Дефинитивно вашите информации го говорат тоа.
Па не само нашите информации, ние имаме една сериозна преписка која што е помеѓу Светска банка и Канцеларијата на Европската унија овдека во Македонија, каде што јасно и гласно е посочена парцелата која што ја гледавме на медиумите, каде што имаме одговор дека се чека одобрение за градба и веднаш да почне изградбата на тој инфраструктурен објект. И намената на тој инфраструктурен објект. На крајот од денот ја гледавме и урбанистичката документација, точно се однесува на прифатилиште за странци. Ние не велиме дека измислуваме нешто или се обидуваме да шпекулираме, напротив. Гледаме таму документ заверен од општина, барање, за мислење и така натаму. Потоа имаме една преписка помеѓу представници на Светска банка и Канцеларијата на Европската унија и логично е кога ќе поврзете еден и еден дека е два, станува збор за едно такво прифатилиште. Потоа гледате министерката вели не е точно, за да понатаму друго официјално лице, мислам дека беше директорот на Бирото за јавна безбедност, излезе со информација дека е апсолутно точна вест. Им требаше неколку дена и гледате сега тоа се стишува. Што е вашата претпоставка колкав ќе биде тој прифатен центар ако биде? Па според урбанистичката документација е сериозно голем. Не е мал нити па е за занемарување. Сериозно голем. Видете, ние имаме... Сметате дека тоа ќе биде предизвик за македонското општество, дека ќе дојде до мешање, дека ќе дојде до нарушување до структура на населението? Апсолутно дека тие нема да бидат како во концлогор, така? Апсолутно. Тоа е првата фаза. Тоа е првата фаза на населувањето. Видете, сето ова поминува во сенката на она што се случува денеска. Вие денеска немате вест, еве на порталите на телевизија, не сме слушнале, се изгуби веста за овој Шверцер, градоначалник на општина Ново село. Последната информација која што ја знаме дека му одредена мерка притвор од, не знам, 8 дена ли. Ние изгубивме таа, сте слушнале некој да зборува? Сте слушнале некој портал или некој да каже за ова јадно момче што го изгуби животот сазно? Еве за мигрантскиот камп. Ние имаме 7 дена мозочна тортура за нешто што ќе се случи некогаш. А фактиве нас не бегаат. Се застрамив кога прочитав една статија, мислам дека холандски средношколци го чистат клинички центар од ѓубре. Не знам каде ја прочитав таа вест. Меѓу кои јас ја објавив, им реков подалеку на холанѓаните од нашето ѓубре, за жал, ова очајна ситуација со клиничкиот центар, која е слика на нашето општество, никој не ја реши. Никој не ја реши. Имаме значи, одење на ручек со хеликоптери. Имаме градоначалници што шверцуваат овакво цигари. Имаме мигрантски камп во најава. Добро, што ќе направите? Економија нула. Што ќе направите поразлично од претходната ваша власт која не успеа да го реши проблемот еве со клинички центар? Значи, не зборам еве конкретно, но кога ви зборам конкретно сакам да осетам што поразлично, како ќе пристапите кон проблемот за да конечно се реши. Претходно вашите не го решија, овие не може да го решат, како вие ќе го решите? Имаше проект, Јанко, тој проект се обезбеди финансирање, се потпише договор. Дојде нова влада, им требаше една година да мислат што да прават, како да го поништат, го поништија, држава сега ќе плаќа пенали. Тие пенали ќе ги плаќаат граѓаните. Се премести проектот од Скопската клиника во Бардовци. 5 пати се зголеми цената. И еве, веќе неколку месеци ние не слушаме што се случува со тој проект. Ние не знаеме што се случува. Немате информација. Па јавноста слуша нешто што се случува за Не знам ни јас. Ја на вистина еве се обидувам некогаш да не бидам критички настроен, еве да прават нешто добро. Да абстрахирам и да речем што беше тоа добро што го направија. Знам, имаше некоја акција за бесплатен одмор на работниците, не знам дали и ја поздравувам. Не знам дали се ефектуираше, дали тргна таа акција. Ја не знам нешто, еве, да ме праша некој да рече ти си сега председател на ВМРО ДПМ на опозицијата и мораш само да критикуваш. Еве да му речем, кажи ми што е добро што го направи. Што е некоја додадена вредност која што е подобра од порано. За која што они вака гласни беа, навредуваа, клеветеа, конструираа, сечеа, лепеа и во јавност и на митинзи.
Ја навистина не можам да се сетам. И со тој систем успеа да дојдат до власт. Па, видете, Полнеа кондоми со боја им успеа. точно, не им успеа за тоа. Повторно ќе се вратам на она што ви кажав, сигурно луѓето имале сериозно добра причина. И ја ги оправдувам. Кажете ми, имаше доста протести, вие правевте некои, еве, најавивте и некои други протести. Инсистирате исклучиво ВМРО ДПМН кога излегува на протести тие да бидат тие. Бара некои групи кои излегуваа на протести изминатиот период да им се приклучите. Ги поддржувате, не ги поддржувате? Секој мирен протест, секој израз на револт на секој граѓанин во Република Македонија, без разлика на темата на која што протестира. Јас знам сега дека и сензибилизирана ситуацијата во државата, сепак луѓето имаат чувство како нешто да им се одзема на сила, како нешто да им се да се трга, да се двои од нив, ние ги поддржуваме. И тука немаме никаква дилема. Но некој сакаше да го инструира ВМРО ДПМН, да го инфилтрира, да ВМРО ДПМН прегрне протест каде што група инфилтрирана и директно мотивирана од институциите на и луѓе блиски до владата на Зоран Заев, со единствена цел да предизвика, да испровоцира инцидент и еден мирен протест на кој што присуствуваа граѓани со своји дедовци, со внучиња, млади луѓе кои што изразија шијак беше точно излегоа мирно да го изразат својот револт кон погрешните политики што ги води владата на Зоран Заев и СДСМ. Овие пак имаат таква цел, а ВМРО ДПМН да ги гушне и ВМРО ДПМН да го прогласат повторно за радикален елемент и да му ги одземат сите аргументи. Значи, тоа беше целта. Игранката беше и вие масовно да бидете таму, да се направи инцидентот и повторно да имаме нов 27 април. Па како најна се појавија тие луѓе со качулки тука, почнаа да фрлаат во полицијата, да донадат и така натаму, и најнаш полицијата спремна рафално почна со гумени куршуми, со топовски овие како ги викаат бомби со созаци по луѓето. До ден денеска имаат луѓе каде што респираторниот систем се уште не може да се опорави од тој шок што тогаш го доживеа, вдишувајќи, инхалирајќи созаец. А од друга страна, другиот ден го гледаме заменик претседателот на владата и министер за внатрешни работи, како гордо истапува на пресконференција поднапред договорено сценарио и вели го спречивме народот да влезе во собранието по сценариото на 27 април. Кој е сценарио, Јано? У 9 часот навечер мирни граѓани излегле да протестираат и на мирен начин да го изразат својот револт поради ова капитуланско дело. Не знам какво е тоа спречување, па партали масакар ги направија луѓето, до ден денеска имаат последици. Ете, тоа беше целта. А од друга страна имаме храбар активиста кој што таму мафта со две знамиња и е замолен од страна на изворено исклучително добро обучен припадник на специјалните единици да се спушти од возилото бидејќи ја нагмечил хаубата. И никому ништо. Па излага министерот за внатрешни работи, вика ќе го приведувал, па после ја испаднав крив зошто сум рекол така. Ете, тоа е реалноста во оваа ситуација. И последно прашање за вас вечерва, референдумот. Ќе го поддржите, не го поддржувате, ќе се излегува, нема да се излегува, бидејќи владата најави дека дефинитивно референдум ќе има во септември. Да. Каков ќе биде ставот на ВМРО ДПМН? Видете, ВМРО ДПМН ќе действува проактивно во согласно со потезите на владата. Да видиме како владачкото мнозинство ќе делува, така и ВМРО ДПМН таква стратегија ќе дефинира. Ако имаме референдум? Инаку, референдум, не ако имаме референдум, може да распише парламентарно мнозинство, тоа значи 61 пратеник. ВМРО ДПМН нема 61 пратеник за да го спречи тоа. Значи, ако одлучи владата да распише референдум, тој може да си го распише владата. Ама ВМРО ДПМН може да повика на бојкот. Тоа се веќе методологии и постапки кои што ВМРО ДПМН понатаму ги има на располагање или ги нема. Ќе одлучуваме, повторно ќе кажам, во согласност со оние дејства и акции кои што ќе ги има владата. Но она што е важно. Ќе трчате по острица тука на многу ни криви ни дужни ќе бидете ставете, ќе бидете ставени. Ние имаме принципиелна политика и принципиелно ќе се обраќаме кон јавноста и кон нашите гласачи и кон оние граѓани кои што живеат во Република Македонија и немаме тука никаква оштрица, многу принципиелен став, чесен, коректен ќе биде. Ви велам,
Каква ќе биде акцијата, таква ќе биде нашата реакција, односно каква ќе биде нашата акција, таква ќе биде нивната реакција. Ќе биде нешто слично Видете, како карма и за бич, некои прашања не заслужуваат одговор? Видете, Во тој стил? Видете, ме подсетивте на едно минато кога овие така наречени демократи го спречува слободното изразување на мисла на граѓаните кога повикува на бойкот на еден референдум одржан во 2004 година, кога македонците беа спречени да излегуваат и да гласаат против тогашна територијална распределба. Но она што е важно е што референдумот, евентуален референдум, мора да биде согласно законите и уставот. Што подразбира тоа? Тоа подразбира многу јасно. Во уставот во членот 73 многу јасно е дефиниран за ваков тип на прашања каков треба да биде референдум. И што подразбира успешен референдум? Успешен референдум може да биде по два основи. И тоа, доколку тоа е задолжителен или по принципот на decision making референдум. И таков е нашиот устав, односно таков е оној референдум кој што треба да се одлучува за вакви прашања. 61 пратеник во парламентот носат одлука за распишување на референдум. ВМРО-ДПМН нема 61 пратеник. И никој не може да очекува од ВМРО-ДПМН со 48 пратеника да се спротивстави на 72. Затоа што ќе не надгласаат во демократијата, 72 е повеќе од 48. И ќе донесат одлука на тој референдум. Мора да биде задолжителен, каде што првиот мора да биде задолжителен. Што значи тоа? Тоа значи дека мора да има, да бидат исполнети два услова. Првиот услов е излезеноста да биде минимум 50% плюс 1 и вториот услов е од тие што ќе излезат минимум 50% плюс 1 да гласаат за. Што значи тоа? А они велат цензусот требал да се намали. Не, тоа ВМРО-ДПМН јасно и гласно кажа дека не го прифаќа. Такво нешто нити ќе прифатиме, нити пак е предмет на било каков коментар. Се знае во уставот јасно и гласно ваков тип на прашања каков референдум е потребен и како треба да биде формулирано прашањето. Но за тоа во вториот дел од одговорот на вашето прашање. Да симулираме. Замислете дека имаме ние 100 вкупно гласачи во Република Македонија според избирачкиот список. За да биде успешен референдумот, мора два кумулативни услови да бидат задоволени. И тоа, првиот, да бидат излезени 51, и од тие 51, 26 да гласаат за. Ако вие имате излезени 51, и од тие 25 гласаат за, 24 гласаат против и 20 се воздржани, тој не е успешен. Ме разбирате? Ве разбирам. Без разлика што имате вие поише за од против. Но вие немате 50% плюс 1 кој што гласа. Така што многу внимателно треба да приоѓаме на работите и многу трезвено и свесно треба да ги гледаме. Ова се сериозни работи, круцијални за Република Македонија. Мора прашањето да биде едносмислено. Гледаме, дознаваме од странски медиуми, премиерот го кажува прашањето. Тоа не е едносмислено, тоа е тросмислено прашање. Мора да биде јасно, прецизно дефинирано и треба да биде едносмислено, а не тросмислено како што тоа го најави премиерот. И многу јасно стои во ние ќе поведеме како што кажавме и спор пред Венецијанската комисија околу овој меѓународен договор, но ако го погледате кодот на добра практика за референдуми кој што е од страна на Венецијанската комисија, која што е дел од Советот на Европа, во делот 3, точките 33 и 34, многу јасно стои дека референдумот не сме, односно текстот кој што ќе биде дел од референдумот, текстот кој што е дел од референдумот, не сме да биде во спротивност со меѓународното право или статутарните принципи на Советот на Европа. Добро. Многу јасно се стои. Добро. Тоа значи, а претходно е дефинирано како треба да биде тој текст формулиран, што тој мора да биде еднозначен, а не дво или трозначен за да ги доведе до конфузија гласачите. Кој ќе го верификува? Кој што би гласал. Се разбира, тоа ќе го верификува парламентот, но вие видите, ако вие не го поканивте ВМРО-ДПМН и го исклучивте комплетно процесот на преговори, ако вие ВМРО-ДПМН го исклучивте комплетно, буквално комплетно од процесот на договарање, и ако го исклучите ВМРО-ДПМН од процесот на креирање на референдумско прашање, при услови евентуално да има референдум, тоа што очекувате ви од ВМРО-ДПМН? Да споделува одговорност, да биде дрво декор?
Ама ова е наменето до власт. Па се разбира, ова е наменето до сите оние кои што им мислат добро на Република Македонија и на граѓаните во Република Македонија. Мора да имаме фер, ако се одлучи да се оди на референдум, најпрво мора да биде фер и демократски. Потоа да има јасно дефинирано прашање кое што ќе биде едносмислено, не дво или тросмислено. Целокупната процедура мора да биде фер и демократска и мора да бидат запазени двата кумулативни услова за кои што говоревме. Излезеноста, минимум 50% плюс 1, и оние кои што ќе изгласаат за да биде минимум 50% плюс 1. Што ако Сето она кое што вие велите под тоа, над тоа, е предмет на пазарање, пазарџиска логика и ние како ВМРО-ДПМНЕ нема да го прифатиме и понатаму нема да го поддржиме и нема да го гласаме. Што значи тоа? Што ако овие услови кои ги барате законски да бидат исполнети, не бидат исполнети? Како ќе реагира партијата? Ќе биде јавноста благовремено известена и ќе реагира соодветно. Немојте да очекувате дека тогаш ВМРО-ДПМНЕ ќе биде премногу среќен кој што ако тоа се случи, ако се наруши елементарното право да ВМРО-ДПМНЕ учествува во целиот овој процес. И никој понатаму веќе нема право од ВМРО-ДПМНЕ да бара ништо. Господин Мицковски, благодарам за вашето гостување, благодарам за исцрпните одговори. За жал, ситуацијата ќе ми налага повторно да ве поканам некаде, барем најдосна до септември, ќе мора уште еднаш, затоа што на ваков начин, на вака обширно, мислам дека мојата публика сака експликации, сака да чуе зашто од оние кратки дебатни емисии, каде што есенцијално со политички речник... Па да, скоро 2 сати дискутираме. Па се надевам дека успеав да излечам тоа што требаше да... што го интересира народот. Ви благодарам за тоа. Ви благодарам на поканата. Задоволство беше да бидам дел од вашата емисија. Ми беше мило. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.